Почитувани, изминаа 3 мандати на ДПМН како локална власт, а проектите кои ги ветуваа останаа само на хартија. Дел од нив ги ветуваа во повеќе нивни изборни кампањи, а сигурно без грам страм ги ветуваат и во оваа. Еден од многуте ветени, а не реализирани проекти е и трансформацијата на централното градско подрачје во пешачка зона со изградба на подземни гаражи и деловни објекти. Двете изминати кампањи, ова им беше еден од клучните проекти. Требаше да се изградат подземни гаражи со капацитет од 340 паркинг места пред Домот на културата, кои би биле приклучени на подземната сообраќајница со формирање на пешачка зона во центарот на Битола. Уште еден проект за кој останаа само празни зборови, а кој требаше да биде изграден 2013 година е изградбата на катна гаража во централното градско подрачје, со кој требаше да се убlaži проблемот со недостиг на паркинг места. Освен извршените измени на деталниот урбанистички план, со кој се предвидени 2 маркици за катни гаражи, ништо друго не е направено. Кога ќе се споменат избраните локации, оваа Јат Пазар, за кој наголемо се протестираше, станува јасно дека ДПМН не само што не ги реализираат ветените проекти, туку не се кадарни да изберат соодветни локации за изградба на подземни и катни гаражи. Единствено што успеа да направат е парите на битолчани да завршуваат во приватните џебови, без нивниот проблем за паркирање да биде воопшто решен. Во 3 мандати на ДПМН, исполнети со лажни ветувања, се наметнува прашањето со кое лице излегуваат пред граѓаните на Битола и ветуваат нови предизборни лаги за кои цели 12 години единствено работеа за задоволување на сопствените интереси.